осврт за овој резултат. Повелите, министри. Благодарам, началник, почитувани присутни, почитувана колежка, директори, правобраните, невладени и меѓународни организации. Почитувани медиуми. Република Северна Македонија со својата геостратешка местоположба на западно-балканската рута, заедно со останатите држави од Западен Балкан и повеќето европски земји, континуирано од 2015 зголемена на поголем ток на миграцијски текови. Зајакнувањето на соработката во граничното управување, обезбедувањето брзи процедури за азил, преземените мерки против кримчарењето мигранти, потикнувањето на соработка за реадмисии и враќањето, како и постигнувањето на гласувањето на визните постапки представуваат основа за успешно проведување со нерегуларната миграција. Дозволете ми да истакнам дека она што одбележа минатата година во поглед на напредувањето на граничното управување беше ратификацијата, но и оперативизацијата на договор помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија, воедно кој беше првиот договор потпишан на македонски јазик помеѓу Министерството за внатрешни работи и Европската унија. Од страна на Европската унија беше потпишан од почитуваната еврокомесарка, од страна на Република Северна Македонија од тогашниот министер Спасовски. Договорот за Фронтекс овозможува конкретна поддршка на терен за зачувување на безбедноста на граница. Европската унија на овој договор гледа како и на краткорочна, така и на долгорочна безбедност на Европската унија од страна на мигрантите, што е за жал ние сме прва точка која ги прима мигрантите од страна на една европска земја, а ние како земја членка се уште не сме, но тоа е еден случај, мислам единствен кај што земја не членка на Европската унија прима мигранти од земја членка на Европската унија. Со влегувањето на сила на Фронтекс и доаѓањето на нивните полициски службеници кои се распоредени на територија на Република Северна Македонија на критичните точки, заедно со опремата на Република Северна Македонија, тоест Министерството и опремата на Фронтекс, сме распоредени на критичните точки каде што ја избиваме нелегалната миграција. Кога сме веќе кај активностите во изминатите години се презема за спречување на нелегална миграција, Република Северна Македонија има голем број на успеси кои што можеме да кажеме дека и веќе не сме толку атрактивна рута за пренесување на мигрантите, туку барат алтернативни патишта. Според официјалната статистика на МВР, во 2023 година беа спречени 13.954 обиди за влез на илегални мигранти на ниво на сите регионални центри. Само на ниво на регионалниот центар Југ таа бројка изнешуваше 12.256 спречени обиди за влез на илегални мигранти. За периодот од двата месеци во 2024 година на ниво на МВР таа бројка изнесува 1596 спречени обиди, а само во РЦ Југ се спречени 1057 илегални влезови на мигранти. Компаративно, во 2022 година ниво на МВР беа спречени 27.394 илегални обиди за влез, а само РЦ Југ има таа бројка од 23.451 влез. Овие бројки покажуваат намалување на илегалната миграција за 50%, што во најголема заслуга ги има токму полициските службеници на РЦ Југ и оваа прилика им упатувам искрени честитки за постигнатите резултати. Бидејќи ова не се само обични бројки, напротив ова се преземени заеднички активности во кои е вложен многу труд, посветеност, а пред се професионалност и многу хуманост за сето што е направено на терен. Уште еднаш ви благодарам за се што направите. Во делот на бараталите на азил во 2024 година на ниво на МВР таа бројка изнесува 604 лица, а во прифатниот центар Винук имаме 202 лица. Во истиот период, првите 2 месеци во 2024 година на ниво на МВР изнесува 36 лица, а тука во Винук се само 24 лица. Почитувани, дозволете ми да заклучам дека слободата на движење е основно човеково право, но од друга страна ова човеково право криминалците го препозна како еден најлесните и најбрзните начини да обезбедат тој виден профит. Овој вид криминал секогаш ќе биде актуелен доколку заеднички не му се противставиме. Истовремено, знаеме дека при носење на секоја поединечна одлука мора да внимаваме истовремено на хуманиот, но и на безбедносниот аспект. Во тоа не бевме оставени сами на себе. Затоа упатувам благодарност до Европската унија за континуираната помош кој добива Министерството за внатрешни работи преку регионалните проекти на ИПА. Ви уверувам дека и во периодот што следи со исклучителна посветеност ќе работиме кон операционализирање на мастер планот
изработен од Frontex како еден од нашите стратешки приоритети кон доближување на европските и меѓународните стандарди. Исто така им благодарам на Црвениот крст и на ИОМ кои се цело време тука присутни со нас и на УНХЦР кои работиме заедно, кои ќе бидат луѓето прифатени тука да имат едукативен и безбеден престој. Благодарам. Благодарам, министре.